Клетките се во постојана комуникација со нивната надворешна средина и тие постојано ни носат одредени информации. Дали знаете дека можете да ги искористите овие клеточни сигнали и во насока на лекување? Како? Ке ни откријат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Зборувавме до сега или малку начнавме темата како се пренесува информацијата или како таа делува. Преска кога се спремавме или кога разговаравме или за ова интервју, зборувавме дали иднината во медицината или веќе е сегашноста, така да веќе може да престане да се зборува на тема дека иднината него станува збор за веќе реалност или денешната можност за лекување по пат на давање на инструкции на клетките, без при тоа да се користи хемиска супстанца или некаков електричен импулс. Така да тоа е во основа тоа што би можеле сега малку да го објасниме поточно, како ние делуваме на клетките и што значи во основа делување врз клеточна функција или врз нашиот организам со информации. Значи, како што спомнав, не се користи електромагнетно поле, или луѓето се научени да размислуваат гром, струја или нешто што го придвижува одреден уред или батеријата во телефонот, значи не станува збор за тоа, не станува збор исто така за хемиска супстанца, или тоа се оние таблетки или апчиња што ги пиеме со кои што помагаме организмот да дојде во одреден хемиски баланс, или доколку е во дисбаланс или да направиме некаква супресија ако имаме одреден проблем и да не проширувам таа тема, него ние делуваме на буквално истиот програмски клеточен јазик на кој што клетките зборуваат, односно на истото писмо, на истиот запис или код што е запишан во нашата ДНК. Затоа кога зборувавме за генетски заболувања, кажавме дека тие се лекуваат и се третираат, а се лекуваат и се третираат само на овој начин. Значи, хемиската супстанца не може толку специфично и точно да даде инструкција на ДНК-та за да ја промени функцијата, исто така електромагнетниот импулс. Така да лекувањето се врши по пат на давање на точни, прецизни, специфични информации на даден орган, на дадени ткива или делови од органи, зависно што сакаме да постигнеме. Така да тоа е накратко што би се кажало на лекување во денешницата, односно иднината денес. Да, видете, веќе во последно време, последниве години, веќе драстично се менува. Доколку пред неколку години не се користело AI, така, веќе вештачка интелигенција станува дел и се повеќе ќе станува дел од нашите животи. Квантните компјутери, доколку беше направен еден пред не знам колку години и се уште во експериментална, да кажам, варијанта, веќе квантните компјутери се користат толку многу за да може да се направи квантен интернет, за да се направи телепортација. Значи, самата технологија со таков подем и одење напред во една ера во која што можеби ќе стигнеме и да веќе и храната да биде направена со 3D принтер. Значи, е апсолутно нормално да и во поглед на лекувањето драстично се променат нештата. Технолошкиот развој оди рака под рака со развојот во медицината. Значи, досега се каснеше или можеби се каснеше на глобално ниво, но во изминативе години веќе тоа е брза трка на одредени компании или одредени научни тимови кои што пласираат веќе итекако функционални готови решенија во продажба или веќе постојат повеќе и повеќе вакви клиники или ординации кои што се бават со лекување од овој аспект. Да, вештачката интелигенција нас многу денеска ни помага околу дијагностиката, за да имаме уште подлабок, уште пообемен или поспецифичен увид во тоа што се случува. Статистика побрза, да кажеме, прави. Исто така помага и доста советодавно тема што све да се даде од клеточен програмски јазик, односно како сигнал за лекување. Сакам да кажам дека се ова што можеби до пред неколку години ние што го зборуваме звучеше како ново, иновативно и непознато. Со овој брз подем на технологијата и овој начин на прогрес на работите што ќе апсолутно ќе не го промени начинот на живот. Значи, ова што ние го правиме веќе, верувате, веќе не е ново. Туку е сосема нормално. Тоа беше разговорот, да. Пред 15 години беше иднината денес или нешто таква некоја, како да кажам, или слоган може да се извлече. Ама денеска веќе за 15 години се променија многу работите. Поготово после ковид, целата таа, како да кажам, светска глобална криза, работите се забрза уште повеќе на оваа тема, затоа што луѓето
сватија дека тој аспект на лекување не е единствениот и не е нели добриот. Да, апсолутно е нели и tekako потребен. Јас би кажал една кратка статистика или би објаснил дека 10% хемиска супстанца е иднината нели од оваа веќе развојна точка, 10% е хемиска, односно хируршка интервенција и 80% е веќе лекување или превенција на заболувањето од овој аспект. Значи збориме сега за некои 10-15 години визија, нели што би требало да се достигне. И веќе сите би центри требало да биде нивото, да. Сите центри веќе работат на регенерација, користејќи ги овие можности, еве, како што зборуваме. Замислете кои ќе се можностите на еден квантен компјутер ако треба да изнајде решение за некоја состојба, што во иднина верувам дека ќе се користи во медицината, тој ќе го скрати патот затоа што тој во една анализа ќе може да најде веднаш решение за одредена состојба, а тоа ќе биде 5 минути во замена за 100 години работа на еден компјутер. Значи сакам да кажам, ова што го правиме е сега можеби основата во која што дефинитивно ќе се развива медицината и начинот на лекување. Па не само медицината, еве, велнес индустријата и индустријата за разубавување веќе има повеќе алатки, нели, или велнес продукти кои што се базираат на оваа основа што ние денеска зборуваме.